Првата задача на господинот Савески ќе биде токму тоа. Да го постави уште на самиот почеток јавното обвинителство како целосна организација да почива на темелите на интегритет, но тој нема избор освен да најави безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, против сите можни видови на влијанија. Ако се зголемат трошоците на компаниите, не само на енергенсите, него ако се прелеи врз останатите суровини и други трошоци кои што ќе ги имаат, ќе мораат да тражат начин за да си ја зачуваат добивката, да го префрлаат тоа врз продажните цени. Значи, ако се политиките така насочени да ја намалуваат инфлацијата, не може да во исто време и да го зголемуваат економскиот раст, токму поради повисоките каматни стапки. Се соочуваме со страшни трагедии како резултат на сето ова. Тргување со влијанија, корупција, неисполнување на своите работни обврски, непочитување на законите. Оти не можете да сокриете нечитање. Тоа се гледа во зборувањето, во обноската. Невоспитувањето, општо, необразованието и нечитањето се многу видливи категории, не се кријат. Следите тренинка во продолжение. Војната се разгорува, нафтата вртоглаво расте. Ескалацијата може наскоро да се претвори во економско-финансиска криза. Весна Георгиева Свртинов е универзитетски професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која подолг период ги следи глобалните зависности на економските и финансиски текови во услови на криза. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Професорке, на што се должат овие и како гледате на овие перманентни кризи на глобално ниво и колку можеме да ги насетиме претходно, да интервенираме многу порано? Вака, светската економија години наназад, да не кажам од секогаш, се соочува со кризи. Меѓутоа, последниве години, како да се тие се позачестени и потекнуваат од различни извори. Ако почнеме од глобалната финансиска криза 2008 година, па должничката криза во еврозоната, па преку пандемијата, војната во Украина, енергетската криза, да не ги заборавиме и оние тензии помеѓу големите политички сили, па еве се до денешната ситуација, војната во Блискиот Исток, на некој начин ние добиваме една поинаква представа дека светската економија едноставно е се во понеизвестна средина и дека е погодена од шокови од различна природа, од геополитички, финансиски, од енергетски па до здравствени. Затоа веќе мора да размислуваме на малку поинаков начин, да едноставно сватиме дека овие кризи можеби веќе не се исклучок, туку представуваат и правило и од тука натака да превземаме соодветни мерки, да бидеме поподготвени и поотпорни за некои си кризи кои што можеби ќе ни се случат во иднина. Какви би може да бидат, ако на подолг рок трае кризата, да бидат економско-финансиските импликации? Вака, значи, војната во Блискиот Исток во моментот секако видовме нема само безбедносен и политички ефект, него има економски ефект и веднаш се почувствува. Ова е особено значајно бидејќи ова е регион кој што е клучен за снабдување на светската економија со нафта и со газ. И неминовно е, ако има конфликт во ваков регион и војна во случајов, дека ќе дојде до дестабилизација на пазарите. Прво поради неизвестност и страв дека ќе дојде до намалување на понудата. Ако се намалува понудата, веднаш знаеме дека се зголемува цената. Така што со порастот на цената на енергенсите, засега се уште нема прелевање врз останатите цени, бидејќи е краток периодот. Меѓутоа, ако потрае подолго време, неминовно е дека ќе се пренесе и врз останатите цени, како што беше ситуацијата со војната во Украина пред неколку години, бидејќи знаеме дека нафтата е главен ресурс во речи сите економски активности, почнувајќи од транспортот, производство, логистика и понатаму е неминовно до компаниите сакаат ова да го префрлат, тоест мораат, не сакаат врз повисоките продажни цени. Дали тоа значи дека заливските бомби всушност ќе нарушат економската рамнотежа?
да дојде до енормно зголемување на цените и на нафтата, и на енергенсите? Сето тоа ќе зависи, мислам дека во овој момент не знам дали некој со сигурност би можел да го каже. Поедноставно е да зборуваме за сценарија и врз основа на тие сценарија да дадеме одговор. Ако, например, земеме едно најоптимистичко сценарио, дека ова ќе трае неколку недели, колку веќе време сега има, кој ден е денес, не знам, од почетокот на војната до некој месец. Во тој случај повеќе порастот на цената не е од недостиг на нафта, туку од страв дека ќе има намалување на понудата. И се уште не може да дојде до прелевање врз останатите цени, останатите цени во економијата и инфлација. Меѓутоа, ако планираме некое си второ сценарио, да ова потрае подолго време, во тој случај неминовно дека како со војната во Украина енергетската криза ќе дојде до прелевање врз останатите цени во економијата и до нов еден инфлаторен бран и нормално после следи монетарната политика со тоа што ги се зголемуваат каматните стапки, како што и бевме сведоци пред некоја година, односно рестриктивна монетарна политика, која што уште поголеми проблеми прави бидејќи се зголемуваат и трошоците на финансирањето. Сега како трето некое сценарио, доколку тоа би ескалирало, па би зафатило можеби и поголем регион и трае подолго време, секако дека веќе ќе бидат можеби и поголеми последиците од претходната ситуација која што пред некоја година ја имавме. Земите неминовно во тогаш се трудат да најдат нови извори за енергија од нови добавувачи, меѓутоа тоа не оди така едноставно да се најдат нови транспортни рути, да се склучат нови договори и тек тогаш веќе можеме да зборуваме за ова вие што го кажавте, колку може да дојде до промена во глобалната економија. Меѓутоа за сега со оваа ситуација сметам дека конкретен одговор не би можел никој да даде. Како глобалните движења и овој конфликт ќе се одрази врз Македонија? Врз Македонија директно не може да се одрази, бидејќи немаме ние некои трговски врски со Иран, имаме регистриран некој мал увоз. Индиректно, што од прилика горе-доле сите го кажавме овие денови, индиректно преку глобалните пазари, односно преку цената на нафтата. И се почувствува тоа, нели, деновиве. Така што за сега немаме пораст на останатите цени, значи дојде само до пораст на цената на нафтата. Инфлацијата ја држиме некаде под контрола, таа и се намалуваше од периодот на енергетската криза која што имавме, нели, како во овие години таа одеше надолу и надолу, се релаксираше монетарната политика, но ние не сме да заборавиме дека само пред неколку години имавме и двоцифрени стапки на инфлација. И од тука е стравот да не се соочиме пак со сценариото на увозна инфлација, поради таа енергетска зависност. Сега за сега јас не би очекувала дека ќе има промени во монетарната политика, некаде 4% сега мислам каматната стапка на благајничките записи на Народната банка и дека ќе има тука некои промени, но секако дека не е исклучено и кај нас, како и во еврозоната, бидејќи ние не водиме целосно независна монетарна политика со Европската централна банка поради фиксниот курс на денарот во однос на еврото, дека ако ситуацијата стане на второ или трето сценарио и инфлацијата ескалира, дека повторно ќе се соочиме со истата ситуација од пред неколку години, повторно со рестриктивна монетарна политика. И тука би ги додала и побарувачката. Може би ова е се уште рано, но може би ќе се одрази на побарувачката, бидејќи нели ние обично кога сме во ситуација на неизвестност ги одложуваме купувањата, барем оние што не се во моментот потребни. Но секако дека на подолг рок, доколку се случи инфлација, тие како ќе се намалат. Од друга страна, ако се зголемат трошоците на компаниите, не само на енергенсите, него ако се прелеи врз останатите суровини и други трошоци кои што ќе ги имаат, ќе мораат да тражат начин за да се ја зачуваат добивката, да го префрлаат тоа врз продажните цени. Поради повисоките кредити, ако сега зборуваме за некое полошо сценарио да дојде до пораст на каматните стапки, компаниите ќе ги одложат инвестициите,
автоматски на тоа ќе се пролонгираат некои нови вработувања и на крајот на денот ќе дојде до пат на економскиот раст. Значи ова е еден цел синџир кој што започнува прво со пораст на цената на нафтата, па понатаму ако потрае подолго време се прелева врз останатите цени, па доаѓа до инфлација, веќе ако има зголемување на општото ниво на цените, па пораст на каматни стапки, пролонгирање на инвестиции, можен пат на вработеноста и на крајот пат на економскиот раст и можеби најтешката состојба во економијата стагфлацијата, бидејќи е најтешко за монетарната политика да се бори со неа, бидејќи не може во исто време да се намалува инфлацијата, да се држи под контрола и да се поттикнува економскиот раст. Следите трин гостинка во емисијата Весна Георгиева, професор на Штипскиот универзитет. Господи Георгиева, сметате ли дека се неопходни, потребни во овој момент поробусни владини мерки во однос на за да се спречи евентуалната економска експлозија што веројатно би можела да се случи ако кризата трае подолго? Секако да. Значи ние и покрај тоа што сме мала земја сме отворена, ние сме секако чувствителни на сите ситуации кои што се случуваат околу нас и затоа веќе бевме сведоци со минатите, значи кризи оние кои што ги спомнав на почетокот. Така што најпрво е многу битно да се има стабилни јавни финанси, односно стабилен буџет, јавен долг кој што е под контрола, бидејќи само на таков начин државата полесно ќе може да помогне, да ги поддржи компаниите, да ги поддржи граѓаните на релевантните категории. Второ, оно што е многу битно е да имаме диверзифициран извозен сектор. Тоа е нешто на тоа што треба да работиме. Ние најголем дел од извозот ни е насочен кон земјите од Европската Унија, пред се Германија. И секогаш сме зависни дали случајно тамо ќе настане некоја ситуација на криза, на проблем, за да не случајно се намали побарувачката на нашите производи. Сметате ли дека високите приходи од ДДВ и акцизите од потрошувачката на нафтените деривати еднократно и позитивно ќе влие врз буџетските приходи? Па видите, една од начините сега за да се намали, да кажеме, ударот врз граѓаните е да се намали ДДВ-то и акцизите, да се дадат субвенции на земјоделци, на транспортни компании, за да тие директно не ги префрлаат трошоците врз повисоките цени, па и ние да го почувствуваме. Како и да се ограничат некои маржи на трговски маржи на енергетските компании. Кој во вакви околности на криза најмногу профитира, а други губат? Поголем дел губат секако да. Во услови на криза секако дека добиваат земјите кои што се извознички на нафта. Нормално се зголемува цената на нафтата и тие добиваат приходи. Секако дека добиваат енергетските компании, но и оние компании кои што се занимаваат со обновливи извори, едносно вложуваат во обновливи извори на енергија. Но има и една друга ситуација која што на ниво на компанија, дека тие едноставно некои компании кои што се финансиски стабилни може дури да извлечат и корист од кризата. Бидејќи знаеме во услови на криза може некоја компанија да пропадне, да се продава по поевтина цена, на финансиските пазари може да опаднат средствата и таа што е финансиски стабилна, има такви примери низ историјата, значи да купи компанија, да купи поевтини харти од вредност и да искористи. И затоа се вели дека кризите едноставно може би да носат и профит за оние кои што во моментот имаат можност тоа да го искористат. Може ли како инфлацијата да се држи под контрола во ситуација на релативно низок економски раст? Видите, ние ако зборуваме за Македонија, ние не можеме да водиме независна прво монетарна политика. Ние сме врзани, нашиот девизен курс е врзан со еврото. Автоматски на тоа ние мора да ги следиме политиките кои што ги носи Европската централна банка, така да тука малце нас не се рацете врзани.
некогаш може и да не бидеме ние во исти циклус со земјите од еврозоната, а да водиме рестриктивна или експанзивна монетарна политика, затоа што во моментот поинаку не можеме. Но секако дека економскиот раст и инфлацијата секогаш се спротивно корелирани. Значи, ако се политиките така насочени да ја намалуваат инфлацијата, не може да во исто време и да го зголемуваат економскиот раст, токму поради повисоките каматни стапки. Каква е финансиската отпорност од евентуалните нови ценовни шокови? Во Македонија, дали имаме финансиска отпорност? Да. Па сметам дека ние веќе поминавме една таква ситуација со војната во Украина и тоа може да ни биде нас пример. Кога во периодот на порастот на тој енергетски шок кој што ние го доживеавме, дојде до прилагодување. Најпрво дојде до прилагодување во еврозоната, затоа што едноставно тие најдоа нови извори на добавувачи, нели веќе не набавуваат толку газ од Русија, повеќе се свртеа кон газ од Норвешка, природен газ од Катар, мислам, и од САД, така да тука се стабилизираше пазарот. Обично ваквите кризи за некое време се наоѓа алтернатива и се стабилизираат. Кај нас во моментот и во тој период се правеше нели кампањи за штедење, меѓутоа мислам дека нашиот мотив за штедење беше повеќе високите цени на струјата. Така да се компензира пазарот, меѓутоа сепак е потребно е време. А лесно сме адаптибилни на состојбата? Дали знаеме и умееме да се прилагодиме на ваква една криза? Ако го земеме искуството од претходните кризи, релативно ние и добро некако поминавме. Мислам, не добро, него не беше нешто многу различно од тоа што всушност се случуваше во земјите од еврозоната. Можеби најлесно беше 2008 година со кризата во банкарскиот сектор. Тогаш се сеќавам, јас многу одамна имав една статија напишано добрите страни на неразвиеноста. Тоа значеше дека не бевме многу тука погодени во банкарскиот сектор, бидејќи и немавме толку поврзаност со тие глобални банки, со банките во САД, па не се осети толку таа криза. Но неминовно, како што повеќе се отвараме, така сме повеќе склони на шокови. И мора да знаеме дека едноставно ние не може да влијаеме на тие шокови, на таа геополитика, но едноставно да тражиме начин како да бидеме поотпорни на следни шокови. И битна е тука секако енергетската голема зависност. Ние сме презависни од увоз на енергенси, така што мора да правиме напори да вложуваме повеќе во домашно производство, во обновливи извори, како што е ветер, сонце, имаме многу сончеви денови, така да мислам дека тука треба да направиме повеќе напори за да не бидеме вака изложени на вакви ситуации, некои идни кои што можат да се случат, а веќе гледаме, како што и почнавме, дека стануваат повеќе правило отколку исклучок. Благодарам за гостувањето. Весна Георгиева Свартинов, професорка на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Мислам дека покритично и поголема недоверба постои во работењето на јавното обвинителство, отколку во судовите. Во судовите работата е јавна, таму се знае исто така дека постојат влијанија, тргување со влијанија на предмети како ќе се решаваат. Меѓутоа голем застој и чување на предметите, одолговлекување на постапките се случуваше во јавното обвинителство. Ние пред години направивме едно истражување кое што се викаше Поглед од внатре, каде што пријавите кои што Министерството за внатрешни ги доставило до обвинителството за коруптивни кривични дела, многу мал број најдовме во судовите по период од 3 години.